Ако дозволите прво малце да се нашавам, да кажам дека толку често ме повикуваат овде во судот што почнав да се чувствам како да доаѓам на работа и да побарам канцеларија и плата. Но шава на страна, она што е видливо, не само од денешното судење, она што е видливо од сите досегашни судења, е видливиот нееднаков третман кој што го имаме од судиите. За се, зашто станува збор во текот на расправата. Нееднаков третман пред се во однос на обвинителите. Не ни дозволуваат елементарни права. Значи, како што можете да забележите, ние се бориме и губиме време да добиме елементарни права. Пола саат губиме да добиеме записник и снимка од преходното рочиште, нешто што во законот пишува дека е наше право. И со овој судија, и со другите судии. Истата песна. Сите судии ви прават обструкција? Јас зборувам за конкретни работи. Значи, се бориме да добиеме елементарни права кои што ни следуваат во закон. Па, расправи со судиите, па зошто не ни го даете, па... Не можам да разберам зошто во судот, како осомничени, треба да се бориме да ги добиеме правата што ни следуваат по закон. Од каде произлегува таа желба да не ни ги овозможуваат основните права, кои што многу лесно може да ги овозможат. И од тука се гледа нееднаквиот третман во многу од ситуациите, не само во однос на CD-то и записникот, во многу од ситуациите. Второ што е исто така забележително во сите случаи е односот на судијата кон обвинителот и односот кон нас. Како што можете да забележите, бидејќи често доаѓате нови рочишта, односот на судиите кон обвинителството е смирен, сталожен, како да едва чекаат тие да кажат нешто. А кога станува збор за нашата одбрана, за адвокатите или за нас што сме осомничени, е со нетрпение, со нервоза, со од старт несогласување, уште не си отвори уста да кажеш што сакаш да кажеш, веќе гледаш гестикулации дека не може да го слуша тоа, дека не сака да го слуша тоа. Значи, како судиите да имаат однапред донесено став, чија страна е завземаат, и не може да го скријат нивното однесување. Кон едната страна се однесуваат пријателски, кон другата страна со една видливо нетрпение. Барем да одглумат за пред јавноста, бидејќи има јавност, вие сте јавност. Вие гледате таму што се случува. Следната работа што исто сакам да ја спомнаме, дека за сега впечаток е од сите судења до сега, дека нема шанса за фер судски процес и за фер судење и правда. Се бориме за елементарни права да не ги дадат што ги има во закон, а камоли кога ќе дојдат основните и суштинските работи поврзани со овие случаи. Едноставно, можам да кажам дека судството се претвора во една политичка гилотина. Една класична политичка гилотина и гледаме едно заробено судство. Гледаме и судии кои што се во непријатна ситуација. Извршеле притисок врз нив, свесни се дека за некои работи постапуваат незаконски. Си ги погазуваат и собствените знаења, собствениот интегритет, ако сакате, затоа што имаат притисок. И како што забележувате во некои од, кога ги читаат понекогаш оние нивни одлуки, ги читаат толку брзо, зашто побрзо да заврши срамот. Бидејќи верувам дека и сами во себе се срамат кога читаат такви одлуки за кои знаат дека се незаконски и дека се изнудени на некој начин. Инаку денеска, ова беше општо кажано за сите досегашни судења, инаку денеска сум дојден за нешто за што сум обвинет, што да подсетаме исто како за она со Мерцедесот, значи и во случајот со Тенк, со Мерцедесот и во случајот за патиштата, обвинението кон мене е дека сум ги поттикнал моите соработници да во првиот случај да набават возило блиндирано, а во вториот случај да се градат патишта, дека тие наводно нешто сгрешиле во процесот, што апсолутно не е точно, а јас тоа сум го направил поттикнување со цел да добијам награда. Ама не парична или финансиска, бидејќи тоа е под друг член ако за тоа те обвинуваат. Туку во случајот со возилото, со Мерцедесот, наградата е што сум се качил во возилото да се превезам некаде, а во случајот со патиштата е што патиштата
со нивното градење ќе сум добил политички поени. Значи да подсетам зашто доаѓам на суд. Инаку, ако сакате да зборуваме за денешните точно за денешната ситуација, истакнав неколку значени работи. Првата работа е тоа што побарав една од работите што ги побарав еднаков третман кога веќе донесува решение судијата, кое што е незаконско. Барем да го донесе на формален начин, кој што ќе ни овозможи право на жалба до апелација. Ние однапред знаеме дека апелационниот суд е под таков притисок што како и досега се ќе отфрли, ќе го отфрли ова, но барем да ни го даде истиот третман што го даваат на Зоран Заев за исти случај, носат решение по кое што он има право на жалба до апелација. Сега за истата работа нас ни даваат решение за кое ние немаме право на жалба до апелација. Тоа е крајно нефер. Тоа е нееднаков третман, тоа е некоректно што ни се прави. И тоа беше една од моите реакции кои што имав. Втората реакција беше поврзана со она што веќе го спомнав. Елементарна работа да добиеме еден ден после рочиштето да го имаме добиено CD-то, снимката од рочиштето и записникот, што досега не ни се случува. Некојаш ни го даваат на следното рочиште, кога немаме време да го прегледаме, а некојаш воопшто не ни го даваат, како што денеска на почетокот воопшто го немав. Следната работа за која што реагира беше да добиеме препис, што во превод значи копие од аудио снимките, затоа што тоа се дел од така наречените докази на СЈО и несватливо е зошто дел од доказите ни ги дадоа, ни ги врачија, а дел не ни ги врачува. Ние бараме копие, не го бараме оригиналот. Ние не можеме да манипулираме со копие. Тие може да манипулираат со оригиналот. Ние со копие не можеме да манипулираме. Така што очигледно е дека судот е координиран, дадена му е таква инструкција, стигната е директива до судот дека не сме да се дадат. Од кого? Станува збор за политички процеси, господине. Станува збор за чист политички процес и политичка хајка. Се знае од кого? Од тој што од кого е заробен судот. Од партијата на власт. Ама истите судија и претходно, кога вие бевте премиер. Судиите се во суд кој што е веќе заробен од партијата на власт. Само да докажам, ако дозволите. Така што, тоа беше една од забелешките, да добиеме препис, како што сме добиле копија од, не знам, некои постапки што биле во времето, имаме куп работи добиено, викат, ова ви се докази против вас. И ни даваат копии. Сега за се ни даваат копии, за снимките не ни даваат копии, кои што и онака се нелегални и не би требало да влезат во судот како во доказна постапка, но кога веќе одвучија незаконски да влезат, кога ќе барем логично и фер да ни ги дадат, исто како што ни ги даваат другите докази, да ни дадат препис, да ни дадат копија. Тоа е една од забелешките што кажав, имав уште две забелешки. Едната е со вештачењата поврзана, повторно имаме вештачење, каде што вештакот нема лиценца за вештак во моментот кога го предава вештачењето, а судијата не го отвара тоа. Остава некаков простор дека може би во текот на постапката ќе види, ќе размисли и така натаму, но кога судот не би бил заробен како што е заробен, тој веднаш би требало да каже да овој вештак кога го работил и кога го предал вештачењето немал лиценца за вештак, а законот вели дека не можеш да си вештак ако немаш лиценца за вештак и не може да се нарече нешто вештачење ако не е подпишано од некој кој што во моментот кога го правил и предал имал лиценца за вештак и би требало веднаш да го отфрли, а не да каже ќе видам во текот на постапката. Тоа е вака исто така дел од притисокот кој што е очигледен дека го имаат судиите. Така што тоа беше една од работите. И последната работа што би ја навел е поврзана со SMS пораките, која што детално ја образложив. SMS пораките се нешто што технолошки гледано технички и технолошки. При секое нивно преместување од еден на друг медиум може да се преправа, да се додава, да се бриши, да се менува нешто во содржината и не постои начин да се докаже дали тоа е правено или не. И ние основано се сомневаме. И бараме воопшто тие SMS пораки да не бидат дел од постапката, затоа што нема начин да се провери дали тие се менувани, дали се бришени нешто, дали се додавани некои работи. Затоа што
не треба ни човек да е многу стручен. Не треба да е експерт за компјутери. Треба елементарно познавање од некои компјутерски програми како Excel и слично, за да може да ја смени пораката и да ја предаде на судот како сменета. Или да ја предаде на СЕО. Може СДСМ да ги предава на СЕО веќе сменети, а СЕО и судот немаат начин да утврдат дали е сменета или не е сменета. Значи, тоа е различно од снимките, кои што исто така може да се менуваат, но за тоа треба малце постручни луѓе. За пораките, едно, не треба многу стручни луѓе, а второ, нема начин да се докаже едното или другото. И по тој основ тие не може да бидат доказ во доказна постапка, затоа што по дефиниција се контаминираат. Дали имате некој прашање? Господине Груевски, едно од работите за кои што претпоставам неслучајно побаравте и формална одлука од судот, на која што ќе може да се жалите, е они објавени разговори да не бидат употребувани како доказ во постапката. Слично такво барање има и во предметот што се води против актуелниот премиер. Па еве би ме прашали во таа насока, дали ако се отфрлат кај вас, треба да се отфрлат кај Заев за подкуп? Значи, очигледен е двоен аршин. Во неговиот случај, првостепениот суд тоа го одби, но му даде можност, му даде таков вид на правно решение да може да се жали. Во нашиот случај го одби и не ни дава можност да се жалиме. Тоа е двоен аршин на судството. Тоа е класичен двоен аршин на судството. И тоа беше денеска што јас протестирав. Ајде настрана што донесоа одлука спротивна на законот. Да тие снимки бидат употребени во доказна постапка, никаде во светот не се во доказна постапка. Во Америка не се. Што би било со работите на Сноуден или на Асанж или на еден куп други што протекоа работи или не знам во Германија на канцеларо што извадија разговори кога тие би биле дел од доказна постапка. Не, никаде не се смета за дел од доказна постапка, но и во нашиот закон не се смета како дел од доказна постапка. Во случајот што имаме незаконски снимени не, тоа е разговори, сосема различно. Тоа е сосема различно. Го имам проучено, некогаш можеби во емисија, да го објаснам. Тоа е многу различно. Да знаете, да не се излетате со таа споредба. Да. Значи, и во нашиот закон е забрането, меѓутоа судот под политички притисок, во едно време во кое што судството станува заробено, станува уценето,